Здраво, Бојан. Здраво, здраво. Се надевам добро се слушаме и се гледаме. Се надевам дека се чувствувате и добро. Да, благодарам. Драго ми е што имам можност да бидам дел од вашата емисија. Поздрав ти на Тео. Интересни содржини секогаш, интересни награди. Морам да признам. И ми е драго што отвараме на исто така интересна тема. Така, за фирплејот многу повеќе слушаме и знаеме во спортот, бидејќи коренот на овој збор е оттаму. Но она што е важно и зашто ни гостувате во ова денешно издание на Црвена линија е стартот на кампањата за локални избори. Дали ќе има фирплеј? Дали ќе има ферплеј зависи колку политичарите се зрели и разбрале дека многу е поважно да комуницираат отколку да се навредуваат. Дали ќе има ферплеј зависи од тоа дали политичарите конечно сватиле дека граѓаните се партнери и се оние кои што одлучуваат не само за време на избори, туку и помеѓу изборите. И на крајот ништо дали ќе има ферплеј зависи од тоа дали ја согледуваме сите реалноста дека ако не почнеме со вистински ферплеј и добра кампања и добра комуникација, дека особено младите луѓе меѓутоа и сите останати се повеќе ќе не се иселуваат и се повеќе ќе има апатија. Така да она што го гледаме во 2 дена може да видиме малце подобра кампања, малце подобра комуникација, но не забораваме имаме 20 дена вкупно, па да видиме што ќе се случува. А смитате ли дека тежиштето ќе биде префрлено на социјалните медиуми овој пат како никогаш досега? Апсолутно не, никогаш тоа не сум го сметал. Ниту го сметам сега. Она што многу важно според мене комуникацијски се нагласи дека социјалните медиуми се уште едно во наводници оружје или уште еден канал кој што во кампањата се вклучува со цел да се овозможи двонасочна комуникација со граѓаните, но и да се испратат пораки кои што ќе допрат податно преку традиционалните медиуми. Не постои добра кампања која што ги игнорира традиционалните медиуми, не постои добра кампања која што не разбира дека градењето на професионални односи со новинарите, уредниците, уредничките, снимателите, фотографите е единственото оружје за пренесување на вистинската порака. Еве аз ќе дадам еден интересен пример што сакам да остане врежен. Тоа е на пример дека 20 години наназад, на пример кога се прават митинзи или средби со граѓани, за жал на тие митинзи, тие средби со граѓани не доаѓаат неопределени граѓани, туку поддржувачите на партијата. Сега ако медиумите не се таму и ако медиумите во своите информативни, но и вакви останати изданија кои што се многу важни и гледани, не ги пренесат пораките кои што партиите ги праќале, тогаш залудно тие се обраќаат бидејќи пораката ја праќаат на својата публика која што секако ќе ги гласа. Така што социјалните медиуми се важни, да не ме разберете погрешно, играат многу важна улога, меѓутоа дека како никогаш досега или се тие единствените преку кои што се гради добра комуникација, не. Решението е во градење на професионални односи со медиумите, не само за време на кампања, туку постојано и секако разбирање дека социјалните мрежи постојат за да всушност се гради двонасочна комуникација, за да се одговара на прашањата на граѓаните, за да може да се вклучат и во кампањата и да ја пишуваат програмата, и тоа уште поважно, да бидат следните 4 години вклучени во процесите на одлучување. Постои ли стравување од злоупотреба на социјалните мрежи? Во текот на кампањата секако. Секако дека да е за време на кампањата, за жал црната кампања до скоро, се надам овие избори малце ќе ја намалиме, односно партиите ќе ја намалат, беше една од главните алатки која што служеше на политичките партии за оружје со кој што смета дека ќе дојдат на власт, иако тоа статистиката и фактите го побиваат наназад деценија и повеќе. Меѓутоа, најчесто социјалните мрежи беа тие на кои што ваквата кампања се пласираше, и односно се пласира, сметајќи дека на тој начин ќе дојдеме до најголем допир до граѓаните. Важно е да се нагласи дека 30 години самостојност, независност, демократија, различни избори ги направија граѓаните, ги направија, односно не направија секој од нас многу поотпорни и многу потешки да наседнеме на ефтин популизам, ефтини финти и само црна кампања. Можеби тоа било интересно кога се направило прв пат, можеби било шокантно, меѓутоа не знам до колку треба далеко да отидеме за да разбереме дека веќе ништо не изненадува. За жал, тоа е многу сериозен комуникацијски проблем. Она што може да изненади е ако партиите почнат да комуницираат и се надпреваруваат кој ќе даде подобра идеја.
кој ќе даде подобар проект. Ако, например, како да се реши паркирањето во градот или како повеќе велосипеди да се возат, ќе се даваат различни идеи како да се постигне тоа, не кој е положно спроведување. Бидејќи партиите 30 години се тие се менуваат, сега за сега. И кога едната вели вие не успеавте, фактички дава критики за себе. Кога друга ти вели на првата дека не направило ништо, а е на власт, повторно дава критика и за себе. Така што потребен надпревар на идеи, потребен надпревар на проекти и многу вклучување на граѓаните. Мора да се врати до вербата дека граѓаните се важни секој ден, а не само за време на кампања, колку да се изманипулираат за освојување на гласови. А секако ќе ги подсетиме нашите гледачи дека исклучително се важни за црвена линија, така да слободно јавувајте се на телефонскиот број 023076677. И уште едно прашање, ако може еден така кус и брз, ама одличен одговор на темата што со ботови и тролови, бидејќи социјалните мрежи се најподатливи, тука секој може да напише се и се што. Како гласачите да препознаат измама? Мислам дека често ја нагласувам таа теза, ќе ја повторам, според мене гласачите се многу посозреани од политичарите, односно мислам дека политичарите прекумерно ја потценуваат интелигенцијата и демократската практика на гласачите. Впрочем, трендот на опаѓање на гласачи е доказ за револтот кој што сакаат граѓаните да го изразат до тоа што не се уважувани и почитувани. Значи, користењето на ботови, користењето на хуманоидни ботови или структури кои што ќе создаваат впечаток дека одредена страна или акаунт, туристичка сметка на социјалните медиуми е многу лајкана, многу коментирана, навистина денеска нити мотивира, нити изненадува. Луѓето, секој од нас како граѓани сака проекти, сака луѓе со кредибилитет кои што кога ќе ја ветат програмата или кој ќе дадат одредено ветување, бекграундот или позадината или она што го работеле дава доверба, дава верба дека ќе го направат тоа. Сите ние како граѓани сакаме нешто кое што ќе ги промени работите од интерес на сите. Нити е време за големи ветувања, нити за лажна представа, а најмалце за ботови и тролови, бидејќи навистина не пали ништо од тоа. Така, Бојан, благодарам што одвоивте време и бевте дел од црвена линија. Ние одиме сега со реклами, а со вас секако повторно во некое наредно издание.